Божја волја е да растеме и да достигнеме висина на Христовиот раст, односно да постанеме или да постигнеме духовна зрелост. Детето кое не расте, какво останува? Џуџе. Значи, она дете кое не расте, останува џуџе. Христијанинот кој не напредува во својот христијански живот, ќе остане духовно џуџе. Божјата реч ни заповедува да напредуваме. Тоа ќе го провериме во 2 Петрова 3:18. И еве што кажува. Туку да напредувате во благодатта и во познавањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Нему слава сега и за вечни времиња. Амен. Значи, Бог не повикува преко речта своја да напредуваме во благодатта и во познавањето на самиот Бог Исус Христос. За да напредуваме духовно, мораме да познаваме и да почитуваме известни правила кои ни ги дава Божјата реч. Значи, Божјата реч тука се јасно ни кажува, само ние треба да ги учуваме и да се запознаваме со тие правила. Овде ќе спомнеме, или сега ќе спомнеме 10 правила кои му се потребни на христијанинот за да продолжува и да напредува во својот христијански живот. Прво правило. Мораме секојдневно да ја проучуваме Библијата. Значи, мораме секојдневно да ја проучуваме Божјата реч. Тоа ќе го потврдиме од 1 Петрова 2:2. И еве што кажува. Како новородени деца, бидете желни за вистинско и духовно млеко, та во него да пораснете за спасение. Значи, мораме со проучувањето на Божјата реч да се храниме од Божјата реч. Тоа духовно млеко е самата Божја реч. Тоа духовно млеко е Бог кој ни зборува преку писмото. Таа исто така е леп и вода на животот. Проучувајќи ја Божјата реч, ние се храниме со лебот на животот. Се напојуваме со водата на животот. И така, напоени и нахранени од лебот, примаме духовна храна, која ни овозможува да растеме духовно. Значи, да постигнеме духовна зрелост. Божјата реч, ако ја прифатиме како правило на верата и животот, и ако се храниме со неа, ќе го очисти нашиот живот и ќе не облагороди и ќе не посвети. Библијата треба да ја проучуваме со страхопочит на присуство на нашиот Бог и Спасител Исус Христос. Треба да се молиме и да ја проучуваме. Читајќи го Светото Писмо, ако видите дека вашето мислење не се согласува со Божјето или со Божјата реч, тогаш немој да се обидувате Божјата реч да ја прилагодувате кон своето мислење. Туку настојувајте светото мислење, уствари своето мислење, да го доведете во согласност со Божјата волја. Значи, никогаш, браќа и сестри, да не дозволиме, ако нешто не ни е јасно, ако не ни одговара според нашето мислење, да го споредиме дека тоа е наше мислење и така мора да биде. Туку да го споредиме со Божјата волја како што е пишано. Отворите го својот дух и посматрајте ги чудата
на Божиот закон. Видете што пишува во него и тврдите го своето стопало на вечната карпа. А таа вечна карпа, знаеме сите кој е, самиот Исус Христос. Таа вечна стена. Немојте да се разочарате ако не можете нешто да разберете од тоа што го читате. Туку наслонете се целосно на Божјата реч. Веќе со самото читање Бог ќе ни даде сила и ќе не очисти. Една христијанка, кинескиња, му се жалела на својот проповедник и му кажала дека не може се да запомни од Светото писмо. На тоа проповедникот и рекол: еве ти една кошница вода, и уствари една кошница, и оди налеј вода од реката која е покрај куќата. И иако изненадена ова старица, ја зела кошницата, отишла на реката и почнала да ја полни. Но уздалут, напразно, на секоја кревање на кошницата водата истекувала. Значи, пробала повеќе пати, но немало никаков резултат. Водата секогаш истекувала. Тогаш таа се вратила жалосна, се вратила кај проповедникот, кој рекол: гледам дека сте жална, дека не донесовте вода. Но погледнете ја, вика, кошницата. Видите ја кошницата, нели е сега побела? Да, кошницата била побела. Така и читањето на Божјата реч ќе го очисти нашето срце, иако нема да го разбереме и да го запомнеме се она што сме го прочитале. Прво наше правило, браќи и сестри, е да бидеме постојано на Господовата трпеза. Постојано да се храниме од неа. Така ќе станеме помудри. Во 2 Тимотеј, Три, 16 и 17, еве што кажува: целото писмо е од Бога вдахновено и полезно за поука, за казнување, поправање и поучување во праведност, за да биде Божиот човек усовршен, во совршено подготвен за секое добро дело. Гледаме, браќи и сестри, дека целото писмо е од Бога. Значи, не е од човек, како луѓе што мислат. Точно, повеќе писатели го пишале писмото, но сепак, значи, Бог со својот дух му кажувал што да пишуваат. Второ правило, кон кое треба да се придржуваме, е одржување на тесна врска со Бога преку молитва. Тоа ќе го провериме во Евангелие по Јован, 14 глава. Глава 14 стих, и еве што кажа: ако посакате нешто во моје име, јас ќе го направам. Значи, Бог кажува: ако посакате нешто во моје име, јас ќе го направам. Ќе одиме и во Матеј, 21 глава, 22 стих. И се што ќе побарате во молитва со вера, ќе добиете.
Значи, прекрасни ветувања. Бог ветува и исполнува. Се што ќе побарате во молитва, во моје име, ќе ви дадам. Молитвата не ја менува Божјата волја. Таа не воведува во хармонија со Бога. Како виолината што се усогласува со другите инструменти, така и нашето срце станува во хармонија стапува со Божјето срце. Нашата волја со Божјата волја. Молитвата е дишење на душата. Тоа е тајна на духовна сила. Ниту едно друго средство на милоста само по себе не може да ја осигури здравие на душата. Молитвата не воведува во директна врска со изворот на силата. А изворот на силата е, знаеме, самиот Бог. Таа му дава нерви и мускули на нашето верско искуство. Ако ја занемариме молитвата, ако се молиме нередовно, нашите духовни сили ќе слабеат и здравието на нашата душа ќе опаѓа. Врската со Бога потикнува добри мисли, благородни стремежи, ни помага подобро да ги разбереме вистините на Божјата реч. Бог ги признава за своји синови и черки оние кои на свој начин ја одржуваат врската со Него. Тие постојано се искачуваат на врвот и имаат постојана визија за Бога и за вечноста и стануваат орудија преку кој Бог му дава на светот светлина. Исус ни е пример во молитвата. Кога на Божиот Син му требало молитва, колку повеќе нас ни треба, браќа и сестри. Колку повеќе нас ни треба молитва. Да бараме понизност, мудрост, храброст и поголема вера. Бог ќе одговори на секоја искрена молитва. Молитвата заедно со проучувањето на Божјата реч ни дава најголема духовна сила. Ние треба да се молиме наутро, навечер и преку ден, да ги кренеме нашите очи горе и да се молиме кон нашиот Спасител Исус Христос. Ако го правиме тоа, тогаш целиот наш живот ќе биде проникнат со дух на молитва. Значи, ако постојано се молиме, насаба или навечер и преку денот, значи, нашиот живот ќе биде проникнат со молитва. Ние ќе бидеме христијани победници, зашто молитвата е камшик за сатаната. Трето правило. Секој ден треба да бараме крштевање на Светиот Дух. Секој ден повторно да се исполнуваме со Светиот Дух. Во Ефесијаните 5 глава, осумнаести стих: и не опивајте се со вино, во него има разврат, но исполнете се со дух. Значи, браќи и сестри, Бог не повикува да се исполнеме со Светиот Дух, да Светиот Дух биде постојано во нас. И секој кој го управува Светиот Дух е вистински христијанин. Таквиот христијанин е мртов за гревот, а жив за Бога и за неговата правда.
во Римјаните 8:10. Ако пак Христос е во вас, телото е мртво за грев, а духот живее поради праведност. Значи, ако е Христос во нас, телото е мртво за гревот. Ако занемаруваме да бараме сила на Светиот Дух и да се подпираме на неа, последица на тоа ќе биде духовна суша, духовна темнина, духовен глад, духовно опаѓање и најпосле духовна смрт. Бог ни го дава Светиот Дух да ни помага во секоја тешкотија, да ја засили нашата надеж и да ја зацврсне нашата сигурност, да ги расветли нашите мисли и да ги очисти нашите срца. Бог е готов и да им го даде Светиот Дух на сите што го бараат и кои одлучиле да му се покоруваат на Бога и да ги држат неговите заповеди. Ајде ќе прочитаме во Исаја 44 глава 3 стих. Трети стих, еве што кажува. Зашто ќе излеам вода врз жедната земја, ја може да додадам врз жедната душа, и потоци врз исушеното, ќе го излеам духот свој врз твоето поколение и благословот свој врз твоите потомци. Бог ни кажува дека непрестано ќе ни го дава Светиот Дух, дури вика и на твоите потомци. Четврто правило. За да напредува христијанинот, треба редовно да ги посетува богослуженијата во Божиот дом. Како и сестра Ленча многу пати го цитира стихот од Евреите 10:25. Ќе го прочитаме и тој стих. 10:25. Еве што кажува. Не изоставајќи ги собранијата, како што некои имаат обичај, туку да се поучуваме еден со друг и тоа во толку повеќе доколку гледате дека се приближува судниот ден. Црквата е Христова организација. Таа е Христово тело на земјата. Големо е предимството што се со новородувањето сме станале дел од тоа тело. Ние одиме во црква не само да ја слушаме Божјата реч, туку да го славиме Господа и да му благодариме за сите доброчинства. Само болеста и изнемоштеноста е оправдана причина за изостанување од богослуженијата. Исус редовно ги посетувал богослуженијата во синагогата во сабота. Лука 4 глава 16 стих. Четири 16. И дојде во Назарет, каде што беше одраснал и по обичајот свој влезе еден саботен ден во синагогата, па стана да чита. Значи, гледаме, браќи и сестри, и Лука како го опишува. Значи, Исус Христос, кој секоја сабота бил на богослужение и вика стана и читаше од Божјата реч. Во Дела исто, 13 глава,
13 глава, 42 до 44. А кога излегуваа јудејците од синагогата, незнабожците ги помолија овие зборови да им се проповедаат и во следната сабота. И кога се распушти собирот, мнозина јудејци и побожни прозелити појдоа по Павле и Варнава, тие разговараа со нив и им советуваа да останат во Божјата благодат. Следната сабота се собраа скоро целиот град да го слушне Словото Божие. Значи, гледаме дека и учениците ја празнувале саботата. Значи, вика, и целиот град дојде да ја слуша Божјата реч. Саботата и денеска е ден одреден од Бога за физички одмор и за духовно освежување кое го примаме од лицето Господово во Неговиот дом. Тоа е знак меѓу Бога и Неговиот народ, знак на припаѓање на Бога. Езекија 20:20. Еве, што кажува Езекија 20:20. Празнувајте ги моите саботи, за да биде знак меѓу мене и вас, па да знаете дека јас сум Господ вашиот Бог. Значи, Бог ни дава наредба. Празнувајте ги моите саботи. И тоа вика знак меѓу мене и вас. Знак пошироко во светот. Како не нарекуваат уште? Саботари. Нововерци или саботари? Значи, Бог го кажал тоа, да го празнуваме саботниот ден и да живееме според Неговата волја. Што ќе се случи со оние кои неоправдано изостануваат од богослуженијата во светиот Божји ден? Во Господа или во Господовата сабота? Во нив вика, ќе се угасни духовниот оган, ќе бидат слични на гламија извадена од печка, во духовен поглед тие ќе се оладат. Пето правило, да бидеме Христови сведоци. Од Матеј 10:32. Матеј 10 глава 32 стих. И така, секој што ќе ме признае мене пред луѓето, ќе го признаам и јас него пред мојот Отец Небесен. Ако сме ги почитувале досегашните правила, тогаш ќе го почитуваме и ова правило. Единствен пат за да растеме во Христовата милост е необично да ја вршиме работата што ни ја доверил Христос, да сториме се што можеме и да им помогнеме на оние на кои им е потребна нашата помош. Шесто правило. Љубовта треба да биде главно начело во нашиот живот. Јован 13. Евангелие по Јован 13 глава. 13 глава, 34 и 35. Нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг. Како јас што ве возљубив, така и вие да се љубите еден со друг. По тоа ќе ве познаат сите дека сте мои ученици, ако имате љубов меѓу себе. Љубовта на оној што ја поседува му дава финост, љубезност и фино однесување. Таа го облагородува и го издигнува целиот човек.
таа го доведува во хармонија со Бога, зашто истата е небеско својство. Љубовта ги привлекува душите кон Христ. Со таа љубов, браќи и сестри, ние сме дошли овде, во Божиот дом. Таа љубов не повикала. 7 правило. Ние треба да бидеме послушни на Бога. Послушноста е род на љубовта. Уствари, прво послание на Јован, Пет, 3. Бидејќи љубовта кон Бога се состои во ова, да ги пазиме заповедите Негови, а Неговите заповеди не се тешки. Значи, послушноста е род на љубовта. А љубовта шо вика? Да ги пазиме заповедите Негови. Многу важно. Оние кои ги презираат Божите барања во овој живот, не би ги почитувале Божиот авторитет, ниту тогаш кога би биле на небото. На оние луѓе кои денес не им е мила Божијата реч, тие не може да се најдат во Божито царство. 8 правило. Треба да научиме да ги победуваме искушенијата. А како ќе ги победиме искушенијата? Прво средство против гревот е Божјата реч. Во пустината, кога бил искушуван Исус Христос, 3 пати го победил сатаната со Божјата реч. Пишано е. Или стои напишано. Второто средство е молитвата. Таа е камшик, како што кажав и претходно, за сатаната. Да постапиме и ние како ова девојче кое било искушено и кажало: секогаш кога слушам, сатаната тропа на вратата. Дали тоа девојче тргнало да ја отвори вратата? Не. Туку тоа вика: јас во тој момент го испречам Исуса Христа да ја отвори вратата. Браќи и сестри, нашите молитви исто да бидат такви како ова девојче. Кога непријателот сака да влези во нас, да го повикаме Исус Христос, да тој не зашити. Девето правило. Да се огледаме секогаш на Исуса. Во Матеј 11:29. Матеј 11:29. Еве што кажува: земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете мир за душите ваши. Какво прекрасно ветување, браќи и сестри. Земете го мојот јарем на себе. Поучите се од мене. Како ќе се поучиме? Проучувајќи ја Библијата, како што кажав од почетокот. И што вика Исус? Бидејќи јас сум кроток и смирен по срце. Ни дава можност и ние да бидеме кротки, да бидеме смирени по срце и ќе најдете мир за душите ваши. Колку прекрасно ветување. Да најдеме мир во Христ. Како
Петар што го кажа примерот за таа женичка што била под депресија, значи Бог е кадар во секој момент да ни помогне, во секој момент да ни даде мир на душите. И само со него можеме да го добиеме тој мир. Без него, и самиот Исус Христос вика, без мене ништо не можете. 10 правило. Служете му верно на Господа без оглед на околностите. Исус, кога бил на Голгота, мислел за спасение на милиони души, што ќе ги откупи со својата смрт. И таа мисла му дала сила. А што треба ние да мислиме? Ќе прочитаме од Римјаните 8 глава. Римјаните 8 глава. 8 глава, 18 стих. Еве што кажува. Зашто мислам дека страдањата на сегашното време не се ништо спрема славата која треба да се открие кон нас. Значи, сите страдања на овој свет се ништо спрема онаа слава кога Исус ќе дојде и кога ќе не земе да бидеме со него. И од 35 до 39 кој ќе не одвои од љубовта кон Христос? Дали неволјата, или маката, или прогонот, или гладот, или голотијата, или погибелта, или мечот? Како што е напишано, заради тебе секогаш не убиваат, не сметаат како овци за клање. Но во сето тоа стануваме повеќе од победници преку оној кој не возлюби, преку оној кој го даде својот живот. Зашто сигурно знам дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни височината, ни длабочината, ниту пак кое било друго создание нема да може да не оддели од љубовта Божја во Христос Исус, нашиот Господ. Без крст нема круна, како некој може да биде силен во Господа без неволји и за да биде силен и да мора со тие неволји да вежба. Бог дозволува да дојдат некогаш и неволји за да не очисти и да ја засили нашата вера. Овие правила на христијанскиот живот изгледаат многу едноставни. Тие навистина и се едноставни. Но ако ги прифатиме и применуваме во животот, ние духовно ќе растиме, се повеќе ќе се преобразуваме во Христовиот облик. Се повеќе ќе личиме на Христа, ќе имаме внатрешен мир и задоволство. Љубовта ќе биде начело во нашиот живот. Ќе бидеме Христови соработници и ќе бидеме готови за Неговото славно доаѓање. Нека Бог ни помогне, браќа и сестри, да овие правила ги спроведиме во нашиот живот, да живееме според Неговата волја и од ден во ден, како што беше кажано, да бидеме се послични на Христовиот лик. Нека му е слава на нашиот Господ Исус Христос. Амин.